Граѓаните на Тетово цела една година живеат во надеж дека ќе добијат јавен градски превоз налик на главниот град Скопје, кој ќе придонесе за помало загадување на воздухот со штетните PM10 честички. Општина Тетово го предложи и им го вети на тетовци во пакет со други мерки против алармантното аерозагадување во 2015 година, но до денес јавен превоз во градот кој е втор по големина во Македонија по фреквенција на луѓе и возила не профункционира. На 29 февруари минатата година Советот на општина Тетово на својата 33-та седница го изгласа надзорниот и управниот одбор на јавното претпријатие за јавен превоз Тетово Транспорт. Председавачот на Советот Исен Джемеили во изјава за новинарите рече дека јавното претпријатие ќе започне со работа во текот на 2016 година, откако Министерството за транспорт и врски ќе му одобри неколку автобуси со кои ќе стопанисува. Еден месец потоа во изјава за телевизија КИС, градоначалничката Теута Арифи рече дека на поднесеното барање до Министерството за добивање донации од автобуси за јавен превоз се уште нема одговор. Нашето барање кое е испратено прво до Министерство за транспорт и врски, а после и до владата на Република Македонија, до сега немаме добиено одговор, но без разлика на тој факт, ние како што сте информирани, минатата седница на Советот веќе го формиравме и бордот, за управниот одбор на истото претпријатие, без разлика на фактот дали ни се помага или не ни се помага, а мислам дека треба да бидеме поддржани, имајќи го предвид фактот дека Тетово е вториот град во Република Македонија, нема јавен сообраќај. Мислам дека по примерот на град Скопје би било коректно една таква поддршка и за градот Тетово, но без разлика на тој факт, мислам дека ние ќе одиме по тој пат и сами, затоа што тоа е потреба на градот, на граѓаните, и мислам дека ќе бидеме поддржани од нашите граѓани за воведување и добро функционирање на јавниот транспорт, како што впрочем ни функционираат паркинзите во градот. Телевизија КИС изминатиот месец испрати барање до Министерството за транспорт и врски барајќи одговор кога општина Тетово ќе ја добие бараната донација. Од Министерството тврдат дека не располагаат со документ барање на општина Тетово за добивање на донација автобуси за јавен градски превоз, од причина што Министерството за транспорт и врски не располага со автобуси и нема надлежност да донира автобуси на единиците на локалната самоуправа. Од кабинетот на градоначалничката преку телефонска порака од Армен Фазлио добивме информација во која се вели дека тие и понатаму очекуваат одговор од Министерството за транспорт и врски и владата на Република Македонија, кои на град Скопје им дале помош за набавка на нови автобуси. Нашето барање е во иста насока, за рамноправно третирање на сите општини од страна на владата, стои во изјавата.